Здраво, Македонија, и добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени и чекаат само да ги повикам, па затоа нема да ги држам повеќе вака. И прво, секако ќе ги повикам оние кои што излегува како победници во минатото издание на нашиот квиз, односно оние кои што ќе бидат домакини денеска. А тоа се Џими и Јоле. Повелете. Џими, здраво. Како си ми? Добре. Добре? Да. Така, Јоле, како си ми, другар? Добре. Добре. Се е подобро со 350 евра во джеб. Не зезна минатиот пат, целата ситуација. Целата Америка, не. Америка, тие американците. Денес имаме шанса да го поправиме целиот резултат. Ова е ваше четврто веќе учество во нашиот квиз. Или со други зборови, предпоследно од оние 5 кои што имате право, нели, да ги врзете едно по друго. Дали ќе успеете во 5 учества, ќе видиме во продолжение. Така е. Да не сакате да додадете нешто? Не, спремни сме. Си ги чувате зборовите, мудро си молчите, кажи. Епа домакини, тогаш повелете во домакинската кабина. А секако тука се и нивните противници денеска. Во улога на предизвикувачи Мартин и Томи. Повелете. Да, како се? Супер. Здраво. Здраво. Како се чувствувате? Супер. Одлично. Од во емисијата, така да со кумот решивме се пријавиме и да видиме како. Прво искуство ви е ова? Да. Воопшто во квиз да учествувате или сте били учесници во некој друг квиз? Ова некои други квизови, да, меѓутоа вака со знаење, прво искуство. И ми е многу драго што сме кај тебе како водител. И мене да ти кажам право. Ајде да ги запознаеме гледачите со вас, да ни се представите на кратко. Мартин Дувњак сум јас, вработам во Државниот завод за ревизија, пиар и така. Можеме да тостам да место мене да ова. Ако се умориш, ќе те заменам, да. Кажи место. Ама знаеш дека не го делам хонорарот. Малце сум така. Сега на страна, драго ми е. Томи? Томи Тавшанов од Скопје. Во приватниот сектор се занимавам со трговија. Со трговија. Сопствена фирма, да. Ајде понатаму, ако успеете да, нели, ако продолжите понатаму, ќе откриеш повеќе детали што како Секако. работи со трговија и така. Секако. И Мартин ќе ни открие како е да се работи во Државниот завод за ревизија, така беше. да. Добре. За денеска дали сме подготвени? Па, Да. секако. Да, спремни Се сме. надевам. Нешто сме прочитале. Да, ќе видиме. Гледате, понекогаш треба нели среќата, моментот да се погоди не е секогаш и се до знаењето, секако игра најголем модел, нели, од сите работи, но понекогаш и надмудрувањето тука е огромен фактор. Чува беше идејата да дојдете во Листа за 300? Па, искрено беше моја. Јас од секогаш сум сакал вака на квиз дел, не сум имал прилика до сега, нити пак време за да можам да се посветам на таа работа. И случајно учествуваше на друг квиз, каде што бев во публика. И уште тогаш се договоривме као може да си ја пробаме среќата и ние некогаш. Ако кумот ќе каже, мора да се слуша така. Знам многу добро те разбирам, ете, имам и ја. Господ на небото, кумот на земјата, нели така вика? Да, така викате, така е. Мартин и Томи, многу ми е драго што денеска ете за прв пат сте кај мене во квиз. Со среќа во продолжение, стартувате како предизвикувачи, до каде ќе стигнете, од вас зависи. Повелете во предизвикувачката кабина. Џими и Јоле, односно Мартин и Томи се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да провериме дали истите функционираат онака како што треба за да си продолжиме понатаму без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на Џими и Јоле. Мартин и Томи, дали се слушаме? Да, се слушаме, да. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, да ми кажете веднаш да го отстраниме. И уште една многу важна работа, барем за мене, е да ме прашате доколку нешто не ви е јасно. Значи, дали не сте слушнале, дали не ви е јасно, дали не сум прочитал како што треба, прашајте ме за да не направиме некоја непотребна грешка. Океј. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и кабината на Мартин и Томи, за да си направам со Џими и Јоле, дали се слушаме? Добре. Да. Добре, домаќини. Спремни сме за денеска? Да. Да, одлично. Не ми останува ништо друго, освен да ве прашам дали имаме проблем некој со кабината или немаме. Не. Не, епа, тоа е тоа. Со среќа во продолжение, нека победи подобриот. Па.
Ете, драги гледачи, се уверивме сите во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сега е време да почнеме со листа за 300, а како и секогаш така и денеска. Почнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: зборови на 4 букви кои почнуваат со буквата Р како раде. Бараме зборови од точно 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата Р како раде. Без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. И без обзир дали се во еднина или множина. Користете го тоа за да направите што повеќе зборови. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, кратенки и слично. Джими Јоле, дали ни е јасна темата? Да. Мартин и Томи, дали ни е јасна темата? Да. Уште еднаш ќе повторам и за едните и за другите, значи покрај тоа нели што може да се именки, глаголи, придавки, прилози и слично, можете да ги кажувате и во еднина и во множина. Обично дозволуваме само да бидат или во еднина или во множина. Денеска овие зборчиња можете да ги кажувате и вака и така. Јасно е? Да. Одлично. Знаете дека при првата лицитација или при првото надавање први започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Мартин и Томи. Да исклучиме кабината на Джими Јоле, а Мартин и Томи, која ќе имате понуда, повелете. 10. 10. Започнуваме со 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. Округла 20. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. Нека одговараат. Да одговараат? Ајде да видиме. 25 празни полиња имаме, не се премногу надавања, но не се ни малце. Чекај да видиме, Джими Јоле се смеат. Не знам дали се смеат зашто ептен им лежи темава, или дека имаме проблем, или некој интерна шега беше. Ке да знаеме. Како и да е, спремете се, Джими Јоле. Ми требаат 25 зборчиња на 4 букви кои што почнуваат со Р, за да го добиеме овој поен. Повелете. Рамо. Рамо. Рамо, прв точен одговор. Раце. Раце. Така е. Рака. Рак. Така е. Рало. Рало. Така е. Рала. Рала. Така е. Решо. Решо. Така е. Роза. Роза. Рози. Рози. Така е. Руво. Извини. Руво. Руво. Така е. Руно. Руно. Така е. Роба. Роба. Така е. Рима. Рима. Така е. Роса. Роса. Како утринска роса. Да, така, да. Така е. Уште колку има?
Па 13 одговори имаме, значи околу 12, мислам дека се. Да. И морам да ве потсетам дека и времето истекува, да. Рано. Рано. Така е. Рика. Рика. Така е. Ромб. Ромб. Така е. Рига. 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 Да, точен одговор. Да, точно е, да. Да. Рагу, како јадење, рагу. Како? Рагу. Рагу. Да. Иначе рагу, за оние што не знаете, повеќе видови на ситно месо и рагу е точен одговор. Рчка. Рчка. Ајде да видиме. Рчка, точен одговор. Раат. Не се рчкај. Рад. Рад, не сме рад. Не сте рад. Уште 5-6 нема да бидете рад. Мораме само малце Джими Јоле, веќе да убрзуваме. Руво. Го имате кажано. Да. Имате тука што ги гледам роза, рози, руво, руно, роба, рима, роса, рано и така ната. Рима. Рима. Кажано е Рима. Риза. 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 Стара кошула. Фала што ми кажат, зашто тоа сам да кажам. Го најдов тука риза како збора, појма немам што значи. Ромб. Ромб го кажав. Рила. 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 Така е, рила. Уште колку има? Уште 3 дуар. Уште 3, а искрено морам да почнам да бројам за 1 минутка. Рана. Рана. Така е. Рани. Рани. Така е и ни И остана... Рони. Рони. Така е, 28, ако не се лажам, зборчиња на Р. Од точно 4 букви, секоја чест Джими Јоле, буквално со завршетокот на времето, буквално еве ги 10 секунди, сега помина и сега ќе морам да почнам да бројам. Сега ќе бројам атензијата, така и грешките така многу полесно се прават. Буквално се извлековте сега, честитки за првиот поен, но знаете дека ништо не е готово. Вие ако не знаете, Ние не знам кој знаеме. знае. Најдобро знаете. Мартин и Томи, добро одиграно, малце фалеше, може би уште да качев уште некое и ќе ги добиевме во најмала рака на време, ако ништо друго. Ништо, учиме сега една лекција, нели, плюс искуство, плюс знаеме што ќе правиме во втората лицитација. Ништо не е готово, како што знаете, имам уште една лицитација, доколку ја добиете оваа, пеналите ќе одлучат кој ќе ми се придружи тука.
А пред да продолжиме понатаму, ја да прочитам уште неколку од оние зборови на 4 букви кои што почнуваат со буквата Р. Тука ги имаме раѓа, рало, потоа ранг, рано, ранч, раса, раст, потоа рафт, па раче, реге, резе, реим, рейс, река, рели, ренк, реон, репа и така натаму. Ги има доста зборчиња на буквата ДР, кои што се од 4 букви точно. А сега, како што реков, време е за втората лицитација. А темата за истата гласи: хемиски елементи што завршуваат на ум, односно ум. Бараме имиња на хемиски елементи од периодниот систем чие име во наша транскрипција завршува на ум, односно ум. Во периодниот систем има 118 хемиски елементи. Можам слободно да ви кажам дека повеќето од половината завршуваат на ум. Джими и Јоле, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Мартин и Томи, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете дека за втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што се наоѓаат во резултатска негатива. По првата одиграна лицитација, во таа ситуација се Мартин и Томи. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Джими и Јоле. Мартин и Томи, да слушам понуда. 5 започнуваме. Започнуваме со 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 13, 15, 15, во ред, 15, 16, 16, Нека одговараат повторно. да одговарат. Ајде да видиме, Мартин, дали овој пат ќе упали стратегијата. Темава кај сите нас малце не чепна, не стави во мислење. Ајде да видиме. Джими и Јоле, имаме тука 16 празни полиња. Ни требаат 16 хемиски елементи што завршуваат Пак на... вие? Пак вие, бе. Пак вие. И би реков, едни од најтешко кои што се ги заработиле парите тука во листа за 300. Како што реков, имаме 16 празни полиња, бараме хемиски елементи што завршуваат на ум. Кога ќе бидете подготвени, повелете. хелиум, Хелиум. Те дише ли некојаш хелиум за така да зборите? Не? Хелиум прв точен одговор. иридиум, Иридиум. Така е. паладиум, Паладиум. Така е. ванадиум, Ванадиум. Така е. титаниум, Титаниум. Така е. калиум, Калиум. Така е. магнезиум, Магнезиум. Точно. Уште еден одговор ни треба за на пола да бидеме. силициум, Силициум. Така е. бариум, Бариум. Така е. полониум, го имам кажано? Полониум? Не. Полониум точен одговор. Натриум, Натриум. Така е. литиум, Литиум. Така е. стронциум,
Стронциум. И стронциум е точен одговор, уште 3. Итриум, Итриум. Така е. иридиум, Иридиум. Иридиум го имаме кажано. имаме кажано? Да. бариум, Бариум. Бариум го имате кажано. ванадиум, ванадиум го. Варадиум. Ванадиум. Ванадиум. Добро. Добро. И алуминиум. И алуминиум. Со алуминиум ги затвараме овие 16 полиња. Тешка беше темата. А па добро ви тргне. Искрено да ви кажам, очекав потешко малце, заглавивте во еден момент на пола баш кога бевте и после тоа тргнавте и не застанавте. Сакав да ве опоменам деме ке немате, деме пазете на времето, ама после тоа фативте ритам и искрено имате уште доста време ако сакате да седиме муабе да си правиме. Ритам и Рим. Да. Да заеме воздух. Честитки, Джими и Јоле, еднаш успеавте без пенали да стигнете до главната сцена. За кратко ќе ве повикам да дојдете тука, но првично со Мартин и Томи да се поздравам. Мартин и Томи, фалеше само малце похрабро. Требаше малце повеќе да лицитираме и може резултатот ќе Посебно за беше... првата игра ни е малце криво, пошто мислам дека повеќе ќе погодевме поени, а за вторава правник со хемија малку тешко. погоди, Еш, Секоја чест за дечките честитки на за втората игра. противниците, да, честитки. Сериозно, јас Ние заглавив... стигнавме до 15. До, чекај, 15 набројавте? Знаете во... До 15 стигнавме. Ама Тоа се 16 10 повеќе од мене. блокажа, 16 блокажа. Да, 16-то. За 16 ќе мислевте ќе дојдеше. Има тука еве уште неколку кои што можеме да ги кажеме како америциум, потоа германиум, кадмиум, калифорниум, калциум, кои не ги кажавме другите, паладиум, не знам дали кажавме, во ред. Рентгениум, рениум, потоа стронциум, скандиум, силициум и така натаму кажавме многу од овие. Но тоа е што е. За жал, Мартин и Томи ќе ги чекам повторно да се пријават во листа за 300 и повторно да се ја пробаат среќата тука. Верувам дека наредниот пат резултатот ќе биде сосема поинаков, но сега е време за Джими и Јоле. Треба да ги повикам тука на главната сцена, што ќе направат ќе дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме по рекламите. Джими и Јоле ми се придружија повторно тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Другари, повторно ќе имате шанса да освоите парична награда. Првите два пати беа успешни, една земавме 300, потоа 50 евра, за третиот пат дали знеме, да не земеме ништо и еве сега шанса за поправен. Она што мене ми е поважно е тоа дека обезбедивте учество за уште едно издание на листа за 300, што значи уште еднаш ќе се дружиме. Потоа ќе мора да се збогуваме затоа што претеравте. Одлични бевте, чест и задоволство што сте ми дел од листа за 300, но сега да се вратиме на она за што стоиме тука. Тоа се паричките и денешната тема. Но пред да ви ја соопштам темата, на брзинка да прочитаме низ нашата листа. Имаме 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме она максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150 евра, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со добро позната сума за вас од 300 евра. Другари, може да почнеме? Може. Темата е тука. Сега уште да ви ја кажам. Слушајте добри вие, драги гледачи. Темата на која што денеска го тестираме нашето знаење гласи: најдобри стрелци на фудбалските светски првенства. Бараме најмалку презимиња на фудбалери кои на било кое светско првенство биле најдобри стрелци со најмногу голови на тоа првенство. Почувајќи од 1930 година па се до последното 2022 година.
Морам да ви дообјаснам дека не бараме некои што на сите првенства на кои играле давале најмногу голови, туку оние што на едно било кое првенство дале најмногу голови, нели, ја понели титулата како најдобар стрелец, да речеме, со најмногу голови. Доколку титулата најдобар стрелец ја делеле повеќе играчи, можете да ги кажете сите нив. Јасно ние што бараме? Да не бараме од сите севкупно на сите времиња, туку бараме најдобри стрелци на одредено првенство. Што си биле? Дали сме подготвени како стоиме со фудбалот? Солидно. Солидно, одлично, ајде. Верувам тоа дека барем некој денар ќе можете да ми земете. Меси, Беле, Марлон. Тоа ти не беше ките? Беше. Беше. Еден од Италија што беше. Ајде со Меси ќе почнеме. Ќе почнеме со Меси. Сигурни ли сте дека Меси бил прогласен за најдобар стрелец на некое светско првенство? Да. Ајде да го најдеме тогаш. Чекај, ќе видиме. Ја гледаме сега листата, гледам многу познати имиња. За жал, другари, Меси нема досег. Од Мбапе имаше еден гол помалку на... Мбапе имаше еден гол повеќе и тоа е. Леле, многу ми е криво. Сега ќе ви ги прочитам. Не. Попушти концентрацијата, многу пати ви измалтретиравме да ми дојдете тука во студио. Ќе мора сега до наредна емисија да ми се одморите убаво, договорено. Да вратиме концентрацијата на првобитно и да ми ги земете парите. Вака ги имаме, рековме од 1930 наваму, но ќе почнам од тука од 1958 година со Жист Фонтен. Тој е рекордер со 13 гола, па потоа ги имаме тука Гаринча, па Вава, Дражан Јерковиќ во 1962, па потоа Олег Саленко 94, Христо Стоичков исто таа година, па ги имаме Томас Милер, Давид Вила, Весли Снајдер, Диего Форлан, Хари Кейн, Килиан Мбапе, а во меѓувреме има уште неколку познати светски фудбалски имиња. Многу ми е жал, ме радува, пак ќе кажам, фактот дека обезбедивте учество за наредната емисија и искрено се надевам дека тогаш ќе го поправиме резултатот и ќе земеме уште еден, уште некој денар. Само вака, да се поздравам на крај со гледачите, со вас се поздравив, тука некаде дојдовме до самиот крај, драги гледачи. За жал, нашите надпреварувачи не успеа денеска да се заменат со парична награда, но обезбеди учество за следното издание на нашиот квиз, па верувам во нив дека тогаш ќе го сторат истото. Сега, не ми останува ништо друго, освен да ве поздравам, да ви кажам чао, да останете со програмата на телевизија Сител, да уживате и да го чекате следното издание на нашиот квиз. А до тогаш ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!